следува болест? Веројатно, многу родители се соочуваат со проблем и со понатамошниот исход на судбината на своите деца, кога ќе дознаат дека нивното дете боледува од една можеби и ретка болест, алергија на глутен. Токму заради тоа, денес го посетивме оделот за гастроентерохепатологија при Медицинскиот факултет Скопје. Неодавна вие оставивте една тесна соработка со детската амбасада негдеши. Ке ни кажете на кој план се одива таа соработка? Да ви кажам дека соработката со детската амбасада се одива во прв ред на приватна иницијатива на родителите чии деца се болни од оваа алергија кон глутен или алергија кон пшенично брашно. Благодарејќи на неколку родители ентузијасти се овозможи оваа соработка и денеска мислам дека ќе биде полесно за децата болни од оваа болест да дојдат до храната која што им е потребна и неопходна, а која ќе им треба цел живот на жалост. Во рамките на бивша Југославија иначе постоеше можност да се снабдат со храна, се произведуваше во Нови Сад, меѓутоа во последниве 2-3 години овој контакт практично е невозможен и децата беа оставени, препуштени сами да се снаоѓаат нивните родители со снабдувањето со храна. Сега, благодарејќи на иницијативата на детската амбасада, доаѓа храна, има спонзори кои што ја набавуваат храната и мислам дека оваа соработка со детската амбасада ќе се одвива континуирано, бидејќи имаме голем број на вакви пациенти. Во моментот на оделот има околу 400 вакви болни, што значи болеста не е ретка. И за правилен раст и развој на овие деца е неопходна ваква исхрана, која што кај нас во Македонија не се произведува, нити верувам дека во догледно време ќе се произведува. Преку детската амбасада не само што се добива безглутенско брашно, туку се добиваат и други готови препарати, како макарони. Потоа се добива и млеко без лактоза, кое што не е неопходно само за овие пациенти, туку е неопходно и за една друга група на пациенти, која што исто така е доста голема. Не би можела во моментот да ви го кажам точниот број, бидејќи тие пациенти не се лекуваат само на гастроентеролошкиот оддел, туку и на останати оддели на клиникава, а не поднесуваат млеко кое што се наоѓа на нашиот пазар. Сигурно имате и податоци како се одвива оваа болест во поразвиените земји. Може ли да зборуваме на некој начин за компарирање во споредба на условите со поразвиени? Бидејќи болеста е генетски условена, можам да речам дека Македонија по фреквенцијата на болеста е негде во земјите со средна застапеност, во скандинавските земји има повисока инциденција, во источните земји нешто пониска, меѓутоа веројатно се работи и до диагностичката процедура, односно до размислувањето дали се работи за оваа болест или не. Факторите на живење, социјалната средина, економските услови не влијаат, бидејќи секој човек ги носи гените со себе и према тоа ја манифестира болеста или не. Кај овие пациенти се претпоставува дека фалат известни ензими, заради што не се во можност да го преработат пшеничното брашно и тоа практично делува токсично, ја оштетува нивната цревна лигавица и дава реперкусии на нивниот раст и развој. Најчесто пациентите ги добиваме во текот на првата и втората година од животот и нажалост доскоро ги добивавме во тешка општа состојба, лечењето траеше долго, бидејќи не се мислеше на оваа болест. Како се почесто се мисли, ги добиваме и во добра, релативно добра општа состојба, брзо се поставува диагноза и се ставаат на перманентна безглутенска диета. Имаме потешкоти известни, морам да кажам, диагнозата се поставува исклучиво со правење на цревна биопсија. Во овие тешки економски услови во кои што е здравството, ние практично немаме тие капсули за цревна биопсија, па капсулите се стари, меѓутоа се надеваме еве детската амбасада ќе се ангажира и во решавање на овој проблем не се скапи и ќе ни помогне за полесно да ги диагностицираме пациентите, бидејќи диагностичката процедура налага 3 биопсии за сега во светот секаде. Да не ви ги објаснам, не се битни деталите, значи налага 3 биопсии кај секое дете, така да освен држењето на диетата, предходно е потребна една диагностичка процедура, потоа ние ги следиме пациентите, го следиме ефектот на безглутенската диета, зашто постојат уште многу 2-3 ретки болести кои што може да имитираат оваа болест и заради што е потребно да се следат пациентите за да се види одговорот на диетата без глутен. Сакам многу успех во понатамошната работа. Благодарам.